Почитувани еве неповторно назад во студиото, низ добро утро секое утро и нагости ни се две млади прекрасни девојки, членки и инструкторки во Аква Денс клубот. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдовме. Како вака да се погодевме, да трениравме досега, немаше да излезе. Сите двете наеднаш и драго ми е што сте ни наши гостинки, зашто ќе зборуваме за сите се гордееме со вас, тоа мора прво да го потенцирам, затоа што каде и да одите, ја воодушевувате пред се публиката, наградите и се важни и не се важни затоа што публиката е таа која што секогаш реагира на вас, меѓутоа имаме и поради тоа награди, така ли е? Добро утро уште еднаш и за сите оние кои што се пред малите екрани, знам дека сигурно ги има оние членовите ваши кои што сега сакаат да ве гледаат и да ве слушаат. Така ли е? Ајде да ве представиме Елена Трзиева и Ивона Маневска. Така. Елена, може да започнеме од тебе? Секако. Бевме во Словенија. Зошто бевме? Како се поминавме? И ајде да се пофалиме. Во Словенија бевме отприлика една недела, последната недела од октомври. Бевме на светско првенство во хип-хоп и бевме на светскиот куп, од кој што остваривме многу значајни успеси. На светскиот куп се покажавме многу добро, освоивме второ место со кореографијата Учиме мајко караме, што е многу специјално, поради тоа што е на наша музика од Лепи Сол. А на светското првенство постигнавме исто така значајни успеси, како например хип-хоп формацијата на мојата другарка и колешка Ивона. Да, освојувајќи четврто место и влегувајќи во финале, можеби за прв пат во детската категорија. Да, и во натпревар многу земји, тоа да кажеме, голем број на учесници, така, апсолутно. Во Словенија на ова светско првенство. Колку имаше учесници по бројка Во точно? детската категорија конкретно во која што децата извојуваа, мислам дека најдобар резултат до сега, имаше 33 формации. Општо на целото светско првенство имаше околу 36 нации кои што учествуваа. Исто така да не го забораваме и успехот на нашите јуниори, на мојата другарка Елена, кои што беа полуфиналисти, влегува во топ 16 формација 48 и за го зазема 16-тото место. Да, наш личен искрено најдобар резултат во таа категорија и за себе оставија колку формации се тоа? Околу 32 Тоа формации. е на вистина. Браво, секоја чест и секогаш такви успеси да имате и ние да се гордееме со вас, затоа што ние како Аква Денс, нели, се представувате таму, меѓутоа пред се ја представуваме и нашата Македонија. Ајде сега јас ги повикам од режија, ќе ни ги пуштат овие видеа, па може и да ги искоментираме, вие најубаво тоа ќе знаете да си го сторите. Еве ги дечињата, прекрасни. Ова ни е првиот ден. И во символот на нашето знаме сте. Токму така. Ние се шетам, ова е првиот ден како што се шетавме низ Лјубљана, секако во нашите македонски бои да се знае од каде сме, што сме, зашто сме дојдени како македонскиот национален тим. Моментално ги гледате јуниорите на Елена со нивниот настап во полуфиналето, нашите госпогици во црвено. Така да. Кои се овие движења секоја чест? Колку треба? Нашата најдобра група е ова во студиото. Секако дека сме најгорди на нив. Да, еве ги гледаме на вистина. Ова движењата, Елена, се твоја кореографија со помош или како? Не, без помош. Искрено многу ми е лесно кога работам со ваков тим. Секоја кореографија доаѓам некако многу лесно и природно и знам дека даваат се од себе и јас давам се од себе, дека резултатот е секогаш добар на крај кога е направено од срце. Сме тука и се вее македонското знаме. Ова е прогласувањето во финалето за нашите деца, кои што го заземаа четвртото место. Тоа беше, мислам дека најголемата радост, најголемиот шок тој ден, најголемото најнеочекуваниот резултат, ама на вистина мислам дека после толку напорна сезона, тоа беше, мислам дека јаготката на шлагот. Па верувам, затоа што кога ќе се вложи толку многу труд, меѓутоа кога се работи со многу љубов кон танцот, претпоставувам дека е така и едноставно можеби е тешко, меѓутоа се заборава кога сите сте заедно како екипа и си помагате едни со други и си танцувате, а преку танцот се заборава. Јас мислам дека нели кога ќе започнете со танцување, само таму ние сме сконцентрирани. Ајде за еве ова што го гледаме сега, зашто станува збор тука? Ова е кореографијата Учиме мајко караме. А претпоставува со дека гледам Орое. Да, и има
има етно елементи во кореографијата и во костимот. Да речеме како поесот што го носат нашите традиционални фолк танчери. Мора да кажам дека оваа кореографија има постигнато огромен број на успеси позади неа цела година, за кој што има многу да се зборува. Во секој, апсолутно на секој надпревар на кој што има отидено, има освојувано високи места. Така. Тоа значи дека ние ги привлекуваме со нашата македонска традиција. Да, апсолутно. И тоа во други држави. Во други држави, воодушевени се, така? Да, апсолутно. И оваа кореографија всушност е направена за нашата представа која што беше минатата година во декември по повод 25 години постоење на Аква. И од таму е извадена. Цел наш концерт беше на музика на Лепи Сол и Учиме Мајко Кареме е само едно од многуте дела што беа представени таму. Така да со оваа кореографија сметам дека ние се представуваме како клуб, но и ни беше многу мило да се представиме како дел од македонската репрезентација на танчери и ни беше мило да ги репрезентираме сите клубови, не само нас со оваа кореографија во Македонија. Браво, Елена, за ова што го кажуваш, затоа што и преку овај модерен танц ние никогаш не ја забораваме Македонија. Сите се ја носиме во срцето и на ваков начин презентираме кореографија во модерен танц, Учиме Мајко Кареме со традиционална облека на нас, поточно нешто слично на носи, а меѓутоа во помодерна варијанта и на таков начин и те ги ја привлекуваме публиката која што се воодушевува на ова, како што кажа, кореографија, која што зад себе има исто така награди. Меѓутоа, за овие награди кои што сега ги добивте на ова светско првенство во Словенија, кој што се одржа во Љубљана, ве мотивираат сите? Не се само овие награди, вие имате добивано предходно многу награди за кои што треба да ви се посвети цела една емисија за да зборуваме за нив. Меѓутоа, сега зборуваме за она што најново ви се случи. Колку тие ве мотивираат за понатаму? Сигурна сум дека многу, меѓутоа важни се, нели? Затоа што сепак сме една мала земја која што ја представуваме таму. Секогаш одиме со тоа дека наградата не е целта, но сепак е многу убав, како да кажам, некој пиедестал, некоја цреша на шлагот за трудот за кој што за се што сме вложиле целата сезона, да видиме докаде сме, да видиме дали тоа што го правиме е на добар пат, дали не е. А најмногу од се мислам дека ни е важно и реакцијата на публиката, како што каже и Елена. Учиме Мајко Кареме да не беше кореографија која што ја допре публиката толку, немаше ни да биде толку високо. Ама нас ни е целта исто така да видиме каков впечаток ќе има публиката, така што ние сме танчери и го правиме ова секако затоа што сакаме да го правиме, затоа што тоа е нашата цел е да представиме се она што имаме, нашите чувства, емоции, се е преточено преку танцот и ако ние го правиме тоа со љубов, тоа ќе го види и публиката и друго, мислам дека ништо друго не е важно. Не е важно. И секако трудот натаму се си. Од колку годинки танцуваме? Јас од 5. Браво. Јас од малце подоцна, од 15. Од 15, меѓутоа еве каде сме, така? Без разлика на тоа кој можеби некој иде малку подоцна, некој од помали нозе. Меѓутоа ме изненадивте со тоа што вие сте студентки на факултетот за современи танци. Јас, да бидам искрена, малку се подзачудив затоа што не верував дека такво нешто постои кај нас, но постои. И двете сте колешки таму, што значи дека вие сте професионалци, високи професионалци во она што сега си го работите, млади, и вашето искуство го пренесувате на овие пресладки дечиња кои што ги гледаме, меѓутоа и на јуниорите кои што си задолжена ти, така? А ти си задолжена за? Јас сум за децата. За дечињата, да. Можам да замислам колку те сакаат, затоа што имате мили звезди двете, добро, овие се твоите тука некаде, генерацијски или помали, како ќе бидат? Па не се ни се толку големи. 15, да. 14, 13, така. Меѓутоа се разбирате, нели? Затоа и постигнуваме успеси, онакви какви што и посакуваме сите ние, да ни доаѓате со награди секаде, затоа што ја представуваме, кажавме, Македонија. На факултетот како оди? Што е она што таму се нуди за вас? Ние таму изработуваме различни техники на современиот танц. Така што искрено можам да кажам дека тие техники мене лично многу ми имаат помогнато и во хип-хопот. Колку и да се, да кажам, два различни светови, пак си помагаат едно на друго и со работата и на хип-хопот и на современиот танц некако се поклопува, сепа многу ни помага и во работата еве во студио, така што еве може да видите од Учиме Мајко Кареме
Така, Па ќе тоа земеме значи таа дека за бидете пример. професионални инструктори за современ танц, така? Да. Професијата Уште тоа ќе ви уште биде. скоро, да. Уште скоро, за само малку. Ајде да ги искористиме овие последните минути, ако нешто позаборавивме, а вие сакате да го пренесете со оглед на тоа дека за тоа сме и тука, за овие прекрасни ваши награди, па повелете. Искуствата, впечатоците и така натака. Пред се би сакала да ја споменам нашата главна инструкторка Емилија Достинова. Големи поздрави. Многу ми е мило што ете да кажеме пак на некој начин е бизнис, пак на некој начин е работа, меѓутоа јас не се осеќам како ова да ми е работа. Бидејќи толку имаме убава енергија во студио и толку односите помеѓу нас се прекрасни што едноставно ти е мерак да работиш. Да, тоа е што нели најважно. обично стереотипот е треба да одам на работа, не воопшто. Многу ни е убаво и мислам дека да можам ќе спијам во студио искрено. Да, преубаво ни е Тоа е љубовта кон танцот. Да, и мило ми е што тек сега на некој начин почнува да се развива македонската танц сцена и да бидеме и да грабаме награди. Нормално и многу добро се покажавме како репрезентација воопшто на светското првенство, така да особено ме мило на успесите на нашите колеги од другите студии, од Break-a-Leg, од One Way, од Eureka и секогаш ќе бидеме горди на нив и на нас Браво, и на децата многу и во на кажано, нема себе завис, си. нема љубомора, ние сме подобри Фала од Богу. вас или Кога обратно. игра Македонија, игра Македонија, не е важно така и така треба младите, посакувам сите така да размислувате и така ќе ни просперира државата. За крај уште нешто ако сакаме да додадеме. Јас имам да додадам, како што кажа Елена, нашата танцова сцена моментално се полека и повеќе расте и тоа ми е многу мило, па така што мислам ние сме како генерација моментално должни за тој раст на нашата сцена, така што ние организираме моментално и работилници во нашето студио, исто така и нашите колеги. Да речеме ние имаме еднаш месечно работилници што се викаат таква викенди шизиси, на кои што се отворени за сите и може да дојде кој сака да проба. Моментално сме 15 години. Да, моментално сме се уште со локални предавачи, но како што ќе поминува време ќе доаѓаат интернационални кои што ќе го Одлично. ќе покажуваат тоа што имаат да ќе ни го пренесуваат нивното знаење. Исто така и нашите колеги од Bounce House кои што моментално го организираат Bitrix Dance лигата во декември, кој што исто така голем настан со локални интернационални инструктори, така што ќе биде навистина забавно и се такви ни се множат настани, тоа ми е многу мило, така што со помош на тоа ние растеме. Многу ви благодарам што одвоивте време во утринските часови да бидете дел од утринската програма, затоа што имавме за што да зборуваме и да се пофалиме. Ви посакувам уште многу успеси како Aqua Dance и да се видиме повторно и за други теми. Така? Така е.